Царот, философот и берберот. Чита Александар Станојков. Еден цар прашал еден философ еднаш. А бре философе, му рекол царот, ти како философ што си, што знаеш да ме научиш нешто многу арно? Како тебе цар што си, честити царе, не треба многу наука да те учам, само еден збор што ќе ти речам доста ти е. Праиш што праиш, ама и за назад да думаш. Овој збор, честити царе, не саде за тебе да го држиш, ами и на секој човек да го велиш ако сакаш големо богатство да добиеш, дури си жив ти и по смртта да го оставиш тој збор за да се паметуват и да се прикажуваат. Му благодарил царот на философот за зборот што го научил и од кога му дал бакшиш, го испратил. Утрото беше го викнал царот берберот да го обричит и едно дошол берберот до него, му дошло на умот за зборот од философот и му го рекол прво на берберот. Праиш што праиш, бербер баши, и за назад да мислиш. Едно го чул берберот тој збор од царот и му се стресла раката од стравта, го пуштил бричот од рака. Кога виде царот и берберот беше го пуштил бричот од рака, се сетило ти берберот има лоша мисла. Заошто бре бербере го пушти бричот од рака? Кажи што сакаше да ми правиш, ти сега главата ќе ти ја сечам, му рекол. Прости ме, честити царе, му рекол берберот. Прво животта и после ќе ти кажам. Ај, простен да си, му рекол царот. Ме откупи садријазмот, му рекол берберот, за да те пресечам со бричот. Кога чу царот тоа од берберот, на чудо беше станал на зборот од философот што беше му го кажал да го вели секому и до утрото големо богатство беше добил. Животот си го куртулисал од берберот. Голем бакшиш му дал на берберот и го дал под суд садријазамот.